Подлог временски период организација на жени работи на оваа проблематика со семеното насилство. Значи, десетина години наназад, како сервис, дававме бесплатна правна помош, меѓутоа во изминатите, значи некаде пред 3-4 години, после ковид состојбата, дојдовме до заклучок дека на жените покрај бесплатната правна помош која што ја нуди нашата канцеларија, дека им е потребна и психолошка поддршка. Знаеме во тој период ништо се поминуваа жените, затварајќи се дома, по сите тие што ги имавме мерки, многу беа напуштени од работа и во семејствата нормално дека се случува различити проблеми, како со децата, така и со возрастните. Затоа решивме да аплицираме и да отвориме сервис за психолошка поддршка на жени жртви на семејно насилство. Морам да напоминам дека тоа го направивме преку националната мрежа против насилство врз жени Скопје, која што веќе имаше добиено средства, финансиски средства преку Квина Телквина. И организација на жени како подгрантист аплицираше за отварање на ваков сервис за психолошка поддршка на жени жртви од семејно насилство. Се постигнаа навистина добри резултати. Првично ги вклучивме општините Велес, Чашка градско, меѓутоа од минатата година веќе ја вклучивме како општина и Лозово, затоа што макар да они припаѓаат значи територијално како општина во под Свети Николе, сепак сметавме дека на жените им е потребно и им е подобро да доаѓаат во Велес, затоа што тука се повеќе институции со кои што можат да споделат своји проблеми, како во Центарот за социјална работа, така и во полиција. Значи, морам да напоменам дека во изминатиот период одлична соработка со институциите и заеднички направивме многу да се промени состојбата. За жал, зборувам состојбата од аспект на тоа да добиваат некаква помош во ова психолошко советувалиште. Бројката од година на година се повеќе расте, тоа ќе го видите и со податоците кои што ќе ви бидат презентирани, така да во изминатиот период, значи сите овие наназад години сме финансирани преку Квина Телквина. Општините за жал се уште немаат издвоено никакви средства за одржливост на овој проект. И последниве 8 месеци, значи ние повторно продолживме со финансиска поддршка преку националната мрежа и Квина Телквина, меѓутоа за неполн месец проектот завршува, со овој дел на продолжување на проектот, значи работевме за воспоставување и овозможување и обезбедување на средства за одржливост на психолошкото советувалиште. Така да имавме можност да се сретнеме со представници од сите институции, со жените од политичките партии. Проектот ни е насловен ко заедно сме посилни, затоа што сметаме дека заедно мораме да се бориме сите против овој проблем кој што не засегнува сите нас, не само нас како општина, него и останатите. Не е ова само на локално ниво, ова е и на национално ниво. Така да сметаме дека и во иднина малку повеќе грижа и сметам дека со Истанбулската конвенција треба и општините да си превземат мерки во своите буџети, да издвојат средства за одржливост на вакви сервиси кои навистина се потребни за овие жени на кои што првично им е потребна помош. Дали е тоа правна помош или психолошка поддршка.